Благодарам, председателе. Како стишена она што го зборувавте, можам да издвојам две работи. Првата е вака негативен набој кон набавката на тие 300 автобуси, а втората е сериозни критики кон работата на јавното предпријатие. Дозволете да се осврнам на првото. Како сакаш? Повторно одредена дискриминација кон автобусите, дали биле кинески, дали биле украински. Па тесни биле, па не грееле, па не ладеле. Господјо Марија, колку набавивте вие кога имавте можност? Ние 300. Колку набавивте вие? Тоа е првото прашање. Понатаму, автобусите биле кинески и ова доаѓа исто како со вакциниве. Нема да набавиме кинеска вакцина затоа што сме прозападна земја. Па нема да набавиме ваква вакцина заради тоа што ќе се наљути тој. Па ги плативме во декември, ќе стигнат во јануари. Па ќе стигнат во февруар, па ќе ги има во март. Станавме земја за подсмев. Па ќе даваат владините функционери смешни изјави од типот на можевме да донесеме, ама не сакавме да не мисли народов дека тестираме на него. Па денеска да се даде изјава дека можевме да не кажеме дека ни е вратена авансот, ама не кевме да го лажеме народот, па еве сме транспарентни. Ете така изгледаат вашите аргументи за овие автобуси, за слабостите. Биле расипани, 1/4 од флотата била оставена, па се вадат делови. Знаете ли зашто е тоа така? Па тоа јавно предпријатие има менаџмент, па тој директор таму зема наши пари за да работи, за да го нема ова. Еве јас ќе ве потсетам година и половина уназад, кога не знаеа како да распишат јавна набавка гумите да ги сменат. Па дали се сеќавате дека идеа со 20 км на час и скинатите гуми за да не пукнат? Па за тоа е таму ставен тој директор. Не е ставен за да биде таму убав или да оди да вработува партиски војници. Треба тој да го води ова предпријатие. Еве јас ќе ви одговорам зашто тие автобуси се таму застанати или зашто се враќаат старите флоти. Затоа што не знаат како да набават резервни делови. Не знаат луѓето како да набават резервни делови. Затоа е тоа така. Рековте ништо не е направено. Еве ќе ве потсетам на два проекти. Систем за автоматска локација на автобусите, кој што требаше да го намали времето и патниците да знаат секој автобус до каде е, и за системот за електронска наплата за автобусите. Кога ќе влезе некој да може да плати со мобилен телефон, да се скрати времето на патниците кои што влегуваат и излегуваат од автобусите, за да може нормално да се скрати времето како што и идат самите автобуси. Понатаму, она што ви е многу важно, што ви недостига во документите, тоа е студија за животна средина. Немате изработен. Еве, отворете ги документите, ако не јас ќе ви ги дадам, сите сум ги испринтал од прв до последен, немате студија за животната средина. Како ќе се замени она зеленило на средишните простории кои што се на булеварите, каде ќе се насадат тие нови садници? Немате такво нешто во вашиот овој проект кој што е доставен до нас. Метежот, не знам дали знаете и дали сте прочитале дека со инсталирањето на ваквата линија се успорува времето на другите автобуски постројки. Значи не е само да прочитате тоа што ќе ви го пратат од јавното предпријатие, туку треба малку да видите поширокиот опсег што укажува на ова законско решение. Треба да видите. Еве сега уште една работа да ве потсетам. Најверојатно не сте се возеле одамна во автобусите, еве јас се сеќавам, бев средношколец тогаш. Парно греење во старите МАН автобуси беше мисовна именка во Скопје. Ладно беше преку зима. Дали се е ладно во автобусите? Сега верувам дека е, заради тоа што истите оние кои што се менаџмент на предпријатието гуми не знаат како да набават, а не па да набават одредени работи кои што ќе треба да ги заградат тие автобуси. Срамота е. Срамота, еве ќе кажам отворено. Па вакви биле, па дизел биле, па украински биле, па кинески биле 300. Комплетно 100% менување на таа флота што ја кажавте вие. Е така се работи за интересот на својата држава и на својот народ. Така се работи. Вие можете да кажувате колку сакате. Па вакви биле, па двокатни, па се купиле. Служат. Еве ги 10 години ги возат граѓаните. И уште 10, 15, 20 ќе ги возат граѓаните. Ама да се обвинува за таква работа, мислам дека е не смешно, туку е трагично. Така да за сите оние отворени прашања кои што ги имате за јавното предпријатие и се она кое што го кажавте вие, се надевам дека оној кој што ви е директор во јавното сообраќајно предпријатие не го слуша, зашто ако го слуша сериозно ќе ви замери.